Поради зголемениот интерес на користење на услугата лична асистенција од страна на лицата со попреченост, ние се одлучивме да имаме уште една обука и таа ќе ни биде веќе 8ми циклус на обуки. Инаку ние најпрво започнавме од уште 2018 година, када учесник меѓу кандидатите на обука бев и јас. И бројот постојано од година на година се зголемува. Како интересот на лицата со попреченост, така и интересот на лица што сакаат да ја пружат оваа помош. Обуките, предпоставувам, ќе бидат овде во Црвениот крст. Има право се да се пријави на... Значи, лицата треба да бидат над 18 години, да се граѓани на Република Северна Македонија и да бидат доволно мотивирани да ја работат оваа работа. Обуката се состои од 4 модули, во вкупно траење од 200 наставни часови и обуката ја изведуваат од специјално верификувани едукатори. На крајот се полага завршен испит пред стручна комисија и се добиваат сертификати. Значи, ние во почетокот почнавме со 11 од обучени 13 лични асистенти, имавме вкупно 12 асистенции. Сега, моментално имаме 50 лични асистенти кои дават услуга или на повеќе корисници некаде околу 70 асистенции. И тој број од време постепено се зголемува. Услугата помош и нега во домот досега ја реализиравме во општините Ново село и Василево преку проектот за подобрување на социјалните услуги со Министерството за труд и социјална политика. Од неодамна почнавме и со комерцијално испорачување на услугата помош и нега во домот во Струмица, а се работи и на развој на оваа дејност и во другите општини. Комерцијалните пакети се прилагодуваат на потребите на корисниците, така што старите лица кои имаат голема потреба од оваа услуга имаат можност да аплицираат за комерцијално добивање на истата. А поради големиот интерес, во теке и нов конкурс за пријавување за обука за негователи на стари лица преку Австриската агенција за поддршка на развојот и Австријски Црвен крст, во кој се вклучени општините од регионот, а се повеќе се расте бројот на стари лица кои остануваат сами и немаат кој да се грижи за нив. Затоа ги повикуваме сите луѓе кои се невработени и хумани, кои сакаат да се грижат за старите лица, да се пријават на конкурс.